Ножевите и пиштолите оставете ги дома кога одите да барате лекарска помош. Независниот синдикат за здравствени работници експресно и остро реагира откако во градската општа болница 8 септември пациент со нож повреди работник. Белите мантили бараат поголема одговорност од директорите на болниците преку засилување на физичкото и мониторинг обезбедување, со цел да се зголемат безбедноста и здравствените работници за време на работата во болниците. Мора сите да се избориме да го решиме овој проблем. А како ќе се избориме? Само со тоа што секој ќе се ја земе својата одговорност во своји раце. Значи не може некој да има нож во себе, а да е пациент во некоја куќа. Треба да се проверува секој кој влегува во болниците, во здравствените, во јавните здравствени установи, за тоа треба да има служба, што не треба да има пациентот, што смее да носи, што не во болница и сето тоа што е најбитно треба да се почитува. Здравствените работници велат дека системот е нефункционален и државата мора да покаже поголема сериозност, секако ако сака функционални институции. Ова е еден дел од тоа што сите нас не опфаќа, значи тој распад на системот. Против тоа ние што се бориме, значи да има ред, секој да си ги знае своите обврски, да има заштита на здравствениот и административно-техничкиот персонал. За овој инцидент мислам дека е системот, институциите криви. Не може да биде пациент виновен, сите пациенти имаат различни диагнози, ние сме тие што треба да ги заштитиме и да им помогнеме. За да ние тоа го направиме, нас ни требаат услови за работа. Се огласи и директорот на 8 септември доктор Христијан Костов. Според него станува збор за пациент со ментално расстройство, што во никој случај не е предвидливо. Причините, вели, засега се непознати. Инаку синоќа во градската општа болница 8 септември беше повреден вработен во болницата откако со нож пациент прободел лекар. Од полицијата рекоа дека 36 годишниот вработен бил прободен од агресивен пациент од Скопје и тоа на возраст од 77 години. Вела дека напаѓачот буквално дивеел во болницата. Сличен ваков инцидент беше пријавен и во септември лани, кога млад пациент во градската болница Светинаум Охридски се обидел физички да нападне лекар. Лекарот и тогаш бил на работното место, а напаѓачот оштетил едно работно биро и компјутер.